Отворена телевизија. Добре дојдовте во уште едно интервју од серијалот Утринско кафе со градоначалникот. Денес сме во општина Битола и разговараме со Тони Кањановски, градоначалник на општина Битола. Добар ден. Добар ден и добре дојдовте. Поздрав до вашите гледачи и гледачите од регионот, пошто еве слушнав и регионално зрачите на вашата ОТВ телевизија. Поздрав до Прилепчани. Ние да се заблагодариме за срдечното утринско кафе и убав муавет. За срдечното добре дојде и се надевам дека ќе имаме конструктивен и убав разговор онака пред новогодиштен и малку опуштен сега, да не бидеме толку сериозни сепак, али пак ќе почнеме од најсериозната тема, а тоа е буџетот. Битола го изгласа најголемиот буџет во историјата на општината, па што битолчани можат во 2025 година да очекуваат? Па видете, како што еве започнавме ова локална самоуправа заедно со мене пред 3 години, така и продолжуваме многу силно, многу интензивно темпо, буквално секојдневно се работи, и ако приметивте низ градот, што би рекле граѓаните, ископан е градот вака прилично. Па прилично беше тешко да се пристапи до центарот. Да, се работи интензивно на повеќе фреквентни места, на повеќе дестинации и во руралниот дел и во централното градско подрачје. Меѓутоа, бараме и трпение од граѓаните, зашто за нешто да се направи треба и да се растури претходно. Така да таа градежна офанзива која кажуваме продолжува со несмалено темпо. Еве денес асфалтираме, значи ден пред нова година. Во однос на буџетот, да, историски најголем, 44 милиони евра или 2,7 милиарди денари. Тоа е вкупниот буџет, или 1 милиарда и 370, ако не се лажам точно. Тоа е онај оперативен дел, од кој повеќе од 55% ќе оди на капитални инвестиции. Значи, тој буџет не е наменет само за плати, за луксузирање или не знам што, граѓаните да знаат дека интензивно, уште поинтензивно ќе се работи. 55% во инвестиции, тоа во капитални инвестиции. Во капитални инвестиции. Може да ни наброите барем неколку кои што се приоритетни? Така, дел од активностите кои веќе ги работиме треба и да се привршуваат идната година. Да напоменам дека во оваа сума се вкалкулирани и 220 милиони денари кои ги добивме за 16 проекти. Мислам дека сме една од Битола беше општина со најголем број на проекти. Да, 16 аплициравме, 13 се во инфраструктура, 2 се во делот на спорт, јужната трибина ја доградуваме една спортска мала сала, боксерска сала, битолчани ја знаат, во кругот на стадионот Петар Милошевски, и ќе го мораме ГУПот, работиме на ГУП. Видете, Битола има ГУП повеќе од 20 и кусур години кој не бил обновен, а знаете, тоа е фактички генералната слика, визијата за градот која на буквално и законски, ако не се лажам, на 10 година. Без ГУП не може ништо да се гради. Без ГУП не може, са дали тоа на некој му одговарало или немало доволно храброст или сила да се продолжи понатаму. Го работиме интензивно, програмите проектната документација која е дел сообраќајни студии и така натаму, тоа е мноштво на студии кои се вклучуваат во ГУПот. Битола прави нова противпожарна зграда. На Балканот во 1836 била првата противпожарна територијална единица, уште во османлискиот период, и еве 190 години чекаме на нов објект. Вистина работат пожарникарите во многу несоодветни услови, а гледаме какво е времето. Подинамично и поинтензивно со пожарите се соочуваме секоја година и со климатскиве промени ќе добие нов објект. Пола е веќе до фаза на карабина е направен, така да сега во вторава фаза продолжуваме одма после дозволување на временските услови, таа е, значи, во таа фаза на карабина, да продолжиме со доизградбата на објектот на противпожарната зграда. Проектите ќе ги продолжиме оние што се реков од програмата, 16 проекти кои ги започнавме. Еден од исто поголемите работи се влезот на Битола. Исто сериозен проект кој битолчани повеќе од 50 години го Тој мислам дека и долго се работи. Не, тој го почнавме скоро, не се работи долго, сега почнавме пред
2 месеци беше истекот есента, баш беше и премиерот присутен на, ајде да кажам, првата лопата. Влез кој булеварско решение ќе нуди, онака како што е дел застанато до Лукойл, продолжуваме понатаму до влезот до границата на Битола. Имаме навистина неугледен влез, биле прилепчани за среќа од двете страни, колку знам, имате убави влезови. Па од Битола не е баш најсјаен, треба од Салида сте работа, окей, од другата страна веќе и булеварско ви е решението, нешто слично. Ние за жал двата влеза и пристапи на Битола и од страната на Охрид и од кај со Прилеп не се адекватни. Оваа година се трудиме да направиме што повеќе во тој дел, почнати се интензивно, ќе се работи за големо сообраќајно решение, 27 метри вкупната широчина, значи булеварски влез. Сакав да ви прашам, рековте дека 55% оди во капитални инвестиции и сега една од најважните работи на кое што треба да се концентрираме сите ние како граѓани, вие како општинари, е транспарентноста во трошењето на парите, да велиме дека 55% ќе одат во капитални инвестиции, колку општина Битола, затоа што според сите истражувања е меѓу водечките по транспарентност, но колку имаме податоци да ги најдеме на вашата веб страна конкретни, колку пари каде се потрошени? Дали се води сметка за тоа да се подобрува? Апсолутно, точно кажавте, буквално во неколкуте елементи кои се оценуваат, и то се оценуваат сепак од граѓанското општество и од релевантни институции и од Центарот за граѓански комуникации, тоа се ваши колеги новинари кои години се занимаваат со оваа тема, сме на врвот. Велам во многу параметри на, значи, отчетноста, отвореноста, транспарентноста, одговорноста во трошењето на парите. Многу држиме до тоа. Денес, верувајте и да сакате, некои работи воопшто не можете да бидат скриени, нити претендираме тоа да го правиме. Така да со задоволство работиме на тоа, работиме и на, еве сега од дел од проектите кои треба да ги усовршиме и се пред самото стартување се тој дата менеджмент систем, кој фактички ја регулира кружењето или движењето на документацијата во склоп на една институција, конкретно во наша општина, така да граѓаните да не мора да чекаат пред шалтери, да не мора да бараат врска, и тоа фактички е една од компонентите во борбата против корупција, или некого да молите за да оставите некој документ или да добиете некаков план кој ви треба, или документ или градежна дозвола. Сето ќе оди по тој дел. ГИС системот е исто веќе во функција. Во делот на електронското плаќање на даноците веќе. Тоа сакав да ви прашам, веќе следно кога почнавме околу транспарентноста, спомнавме веб страната. Како оди имплементирањето на електронските услуги? Колку битолчани ги користат? Колку се заинтересирани за да си ги скратат маките од чекање по шалтери и така натаму? Дали имате информација за тоа? Точно. Мислам дека е прифатено, нешто е прифатено, зборуваме за 21 век, кога луѓе и од странство и од други градови треба да си го платат данокот, да не доаѓаат, како да ви кажам, на шалтер, да морат во Битола или да уплаќаат на друг начин, да може тоа електронски да се тоа провери, да се направи, така да многу на тоа вложуваме и се надевам дека се подобри нашата веб страна пред Да, забележавме, ги следиме редовно на сите 9 општини во Пелагонискиот регион. Имате нова веб страна за пофал за тоа. И ќе биде уште подобра во тој дел. Сите документации кои се и на ниво на совет донесени, сите одлуки и се објавени, меѓутоа и ќе бидат понатаму објавувани, и со тоа навистина држиме граѓаните да имаат увид, а и ние отчетно за оно што го работиме. Електронските услуги се исклучително важни за да живееме нормално во 21 век, но има една работа која што никогаш не би требало да се смени, а тоа се општинските или општинско-граѓанските форуми, каде што се дебатира, каде веќе донесен буџетот, поминати се тие процедури. Каква е заинтересираноста на битолчани да учествуваат на тие дебати, да дават ли предлози, присуствуваат воопшто на тие седници, кои што се отворени за
на советот Граѓанство, кои што се отворени за граѓаните, дали има заинтересираност да присуствуваат на Прво, и веќе да одамна- дебатираат и да даваат идеи? Прво одамна, многу повеќе години наназад, а скоро и од самото доаѓање наше, седниците на Совет се јавно прикажани преку медиумски, меѓутоа ние практикуваме и комисиските расправи во комисиите, кои се повеќе и кои се во состав една од на- ретките општини кои што ги пренесува. и комисиите, тоа е на дебата со јавната наша администрација, каде се бараат одговори, каде се бара отчетност на многу прашања кои советниците ги од различни советнички групи ги поставуваат, така да тоа ние веќе во пракса влезено. Прашањето беше понатаму во делот на Дали има заинтересираност од Заинтересираност, граѓаните да присуствуваат физички на седниците на Советот и на такви општина случаи, Прилеп посебно- и најважно на општинските форуми кои што се за прибирање на идеи пред носењето на буџетот. Како помина годинава граѓанскиот форум? Да, отвореноста на седницата секогаш е многу битна, доаѓаат заинтересирани граѓани, ретко поединци, обично целни групи, скоро таксистите беа кога разговаравме за цената на такси и услугата. Граѓанските форуми исто така ги воведовме со доаѓањето, можам да кажам, на ова гарнитура локална. Во 4 сесии се одвива пред секој буџет, почнуваме 2 месеци унапред, пред донесувањето на, значи негде октомври месец, ако не се лажам, беше тоа, кога ги отворивме граѓанските форуми. Пред тоа испративме допис до секој поединечно од советниците, со кој ги замоливме да дадат своји предлози, идеи и така натаму, некои се одзваа, некои не. Меѓутоа, граѓанските форуми се она што е најинтересниот дел. Јас се трудам на повеќето да присуствувам. Велам, во 4 сесии се одвива. Значи, тука ви се буквално целата заедница присутна. Во делот на урбани заедници, рурални заедници, местни заедници, она што вклучува граѓанските, сите граѓански поканети се невладини граѓански организации, здруженија други на граѓани, спортски здруженија, дел од културата. Како вие како општинари го најдувате тоа, дали од помош реално, дали се конструктивни граѓаните со нивното присуство и со нивните предлози, затоа што на крајот на краиштата никој не може да види во мојот двор што мене ми треба, дали реално излегуваат проекти од тие предлози? Излегуваат. Многу проекти излегле, нормално не може на се да се удоволи, зашто барањата се огромни, се работи за сепак град со постара и архитектура, ако велиме во делот на инфраструктурата, меѓутоа сето она што тие го бараат, сериозно се размислува од тие форуми, сето она што доаѓа од урбаните заедници, од советниците и советот, и се прави една проценка што можеме да направиме во наредната година или што можеме во развојните програми кои се на повеќе години да искалкулираме. Не може, велам, на се да се одговори, ама многу интересни идеи има кои можат да се применат. Општината или општинскиот совет разговара со граѓаните на форум или на отворените седници, колку често вие како градоначалник примате граѓани кои што ги изложуваат вашите проблеми, дали е тоа по потреба, дали имате одреден ден за прием на граѓани? Има отворени денови во кои буквално цел ден е наменет за средби со граѓаните. Тоа го правиме во големата сала наша овде, каде се присутни раководителите од сите сектори. Ги групираме предходно по она што сакаат да прашаат заинтересираните, зашто правиме распоред, колку можеме да примеме, значи на ден се преку 150 може би врват во еден ден. Денот го посветуваме на тоа и во однос на нивните интереси, дали се тоа лични прашања, дали се прашања за запослување, тоа знаете доста честа болна тема, или се прашања од урбаниот живот, од инфраструктурата, така и ги групираме. Граѓаните некои сакаат лично со мене да разговарат, некои со службите кои се тука присутни. Така да го испочитуваме тоа, а и ван тоа секако, видете, агендата на еден градоначалник, посебно од поголемиве градови, значи Прилеп е
исто ги има сличните проблеми и ние. Вие не можете во секој време да излезете во пресрет ако некој чукни на вратата, меѓутоа зависи со каков проблем се наоѓа, али сето тоа преку нашите служби се закажува, она што може да трпи, се прави во тие отворени денови, она што е поитно, значи се јавуваат инвеститори, доаѓаат, често дипломатскиот кор е редовно присутен, да речем, во нашиве градови, како во Прилеп, така и во Битола, така да агендата е богата преку денот, верувајте, на пола сат се тие средби кои ги имаме, а граѓаните многу ни е битно. Освен тоа, сум отворен човек кој на манифестациите, каде одиме и на станите кои се во градот, ви приоѓаат и ве прашуваат и тоа нормално така треба да биде. Па и така треба да биде и треба секогаш да се излезе во пресрета. Сега иде малку на ние по интересни теми, а тоа особено за Битола е многу важно, тоа е културното живење. Изминатава година, значи со Битфест, сега и со зимска приказна, покажуваат една исклучителна активност во споредба со другите градови во Македонија. Сега, кога нешто се гледа дека е добро организирано, кога идат сериозни артисти, па и имавте и гости надвор од Македонија за време на Битфест, тоа сега го кошта, но истовремено и привлекува и туристи. Сега, Битола со културните манифестации има бенефит од туристи повеќе од тоа што троши за тие културни манифестации, или сепак на крајот на криштата, кога ќе речам, културата треба да троши, треба многу да се вложува во културата, али сепак дали има бенефит Битола од тоа? Прво видете, културата, а и на тоа и спортот, ако се надоврзи, се работите кои оваа држава, оваа нација наша македонска може најдобро да ја презентира. Не само во кај нас, него и во светот. Многу вложуваме и многу полагаме и има уште една друга карактеристика на Битола. Битола е средина во која имате публика за секаков културен настан. Малку сме покажани по тоа, прилепчани сте можеби повеќе работливи, повредни луѓе и домакини, јас тоа го разбирам и им честитам. Битола и има така посебен однос кон културата, ја секаде го кажувам. Овде кафето, пиење на широксокак и дружењето, посета на културни настојани е посебен култ. Така да и битолското културно лето, Битфест, и зимската приказна, која ја отпочнавме со нашето доаѓање уште првата година, назначени бевме 21-та во месец ноември, стапив на оваа позиција, веднаш се зафативме со организирање на некаква предновогодишна приказна, ја крстивме зимска приказна, која на луѓето требаше да им врати малку вербата, малку смејата на лицата, после онаа сета ковид ситуација, после економското сивило кое беше и со економската криза, и да се прво ковидот, после беше енергетската криза, значи почнавме така многу скромно, меѓутоа направивме бум и едноставно секоја година сега граѓаните очекуваат што е следно, кој ќе биде следен настан, што ново ќе воведеме, и така да ова година имаме лизгалиште во центарот на градот, кој е еден од новитетите, не е тоа нешто ексклузивно во светот што не се прави или во државава. Апсолутно, али сепак е нешто кое е интересно. Најубавото лизгалиште на широксокак. Можете да лизгате со прекрасен поглед на улицата која за нас битолчани живот значи. Значи, го продолживме и терминот, веќе 18 дена се прави, од 20 почнавме декември до 6 да ги фатиме и после новогодишните празници божикни, зашто и студентаријата ни се враќа. Видете, ова е огромен импут и огромен придонес за локалната економија, пред се. Не е само туристичка, не е само културна, се извинувам, понуда, него е многу значајна туристичка понуда. Ако сте вечерва присутни тука, прилепчани секоја вечер се присутни, значи, од сите наши соседни градови, од Прилеп, од Крушево, Македонски Брод се тука, Демир Хисарци, значи, Могила Новаци веќе се тука општините со кои комуницираме, Ресен, меѓутоа и многу интензивно и секоја година поинтензивно од Грција. Да кажам, од регионот кој е тука близу граничи со границата, секој дневно имаме посетители кои наоѓаат некаков интерес, а програмата е таква да се одвива на 10 локации во градот,
Не истовремено имаме предплодна програма во која ги вклучивме и детски градинки, и школи, и хорови, и се тоа на што значи културно, буквално цела битолска културна сцена, да речеме, тука поканета и македонска. Тука се вклопува и најверојатно моето последно официјално прашање што Битола прави за да го подобри животот на младите и пред се она колку што е можно, не може да се спречи, да се забави иселувањето или да се зголеми бројот на тие кои што сакаат да останат. Точно така, видете, ние, јас тоа кажувам, јас сум и во тие години кога ние живееме за нашите деца. Работиме и целиот мој влог кој го направив и зашо влегов на оваа позиција, нешто да си направиме за нашите локални заедници, да делуваме малку нескромно локал патриотски, тоа истото и со Прилеп, да си ги задржиме младите, ако можеме и да вратиме. Во Битола гледам огромен потенцијал, верувајте. Се уште имаме генерација која останува тука, се уште во контактираме луѓе кои би сакале после сето ова што се прави во градот и да се вратат. На некои ме за жал многу е битно и на системот да делуваме, тоа е на централна политика која треба да овозможи младите да не бегаат ради системски пропусти. Али да не само ради делуваме, да делуваме од нас, од локално да делуваме кон горе. Оти се види, ако чекаме од горе нема да се... Точно е така. 30 години чекаме од озгоре да ни ги решат проблеми. Локално, ако не си поможиме и да изградиме таа средина, да им возможиме овде на младите, секако со неминовна е централната политика која треба да го подржи цел тој развој и да делува на младите, меѓутоа се трудиме и со инвестиции, и со ови културни настани. Верувајте, јас велам дека во Битола нема работа, само тој што неки да работи. Истото и за Прилеп. Па воглавно тоа е позната поговорка веќе, ама кога ќе видиме за колку пари еден млад човек работи, повеќе му се исплаќа 3 месеци да работи некаде на бригада надвор од границите, него да работи 9 месеци тука или 12. Така е тоа, ама да кажам јас и тоа им го зборувам новите. Никогаш вие нема да бидете германци. Ке работите во Германија, ке научите многу можеби вештини или ќе видите како оди светот. Никогаш нема да бидете германци еднакви со нив. А овде ќе сте секогаш своји на своето. Секогаш ќе имате отворена врата, тука ќе се вашите родители, тука се вашите баба, дедо. Јас ретко познавам човек кој стамбеното прашање, барем во овие средини наши тука локални Пелагонија дава огромен потенцијал за развој. Се согласам со тоа дека никогаш надвор нема да видиме германци било кои или американци, ама една работа треба сите да сватиме. Јас велам, единствено ќе бидеме македонци ако створиме услови за живот и за развој. Затоа што националното чувство иде од она што ние го вложуваме, истовремено заедницата или општината или државата не го враќа. Сакам за крај, пошто вие по професија сте доктор, морам да ви го поставам истото прашање што му го поставив на нашиот Борче Овчевски во Прилеп. Што мислите, Тони Коњановски е од поголема полза за Битола како доктор или како градоначалник? Со вашиот градоначалник, со мојот почитуван колега, сме во исклучително не само колегијални односи, него и пријателски односи. Се разбираме, ми се чини и со поглед. И верувајте, тој, неговата професија ја стави во мирување јас, мојата во овој дел. И не е лажно и нескромно ако се каже дека она што сме го правеле, може би со помала група на луѓе, секој во својата област, тој во ортопедијата, јас во епидемиологијата, сега имаме можност да го направиме на поголема отворена сцена, да помогнеме нешто за градот. Мене и него препоставам не ни треба повеќе ни ништо, ни треба едноставно да помогнеме онака како што како луѓе сме, како лекари сме отворени, зашто нашата професија е таква, морате, што велам јас, да разговарате прво со луѓето, да го согледате нивниот проблем, исто и во медицината и во ова многу сличности има, да го откриете проблемот. Мора да се постави да се го проблем диагноза, па да се бара терапија. Да поставите и да, доколку можете, вие лично, не сам, со тимот околу вас, со јавните предпријатија кои ги имаме, со администрацијата на која сум благодарен за сето на што го работи и за поддршката која ја дава,
да направите едно сондирање и да го најдете одговорот на проблемот кој го имаат луѓето, а верувајте проблемите се многубројни, ама оној што го имаме, велам, како некакво чувство, можеби наш порив е да се вложиме и да помагаме. Ништо друго не е поголем од мотив тоа да си ја сакате татковината, да си ги сакаме градовите наши Прилеп и Битола повеќе, за регионот многу да работиме, зашто има многу потенцијал. Верувајте, јас сум убеден дека ќе влеземе во подобри води, само ако се вложи секој да си ја работи она што е најдобро го знаење, она што и да си ги сакаме градовите. Ако нема поубав начин од ова со ваква желба да ја завршиме емисијата или ова кратко предновогодишно интервју, а јас за крај само сакам да ви посакам во новата година многу здравје и многу да ги слушате граѓаните и да работите според нивните потреби. Уште еднаш ви благодарам што не примивте и ни дозволивте да поразговараме вака пред новогодишно. Задоволство и чест ми е навистина. Поздрав до вашите ценети гледачи, до прилепчани, до моите битолчани, току го следате вашиот медиум. Да посакам добро здравје, пред се љубов, слога во семејството, тоа е она основно што не задржува. До родителите, порака, воспитувајте си ги децата, зашто се почнува од семејството и од фамилијата. Образованието е она што понатаму треба да се накалеме и се тој да оформи на здрава личност. Се на сето тоа се надоврзува и политиката која треба да создаде услови за луѓето да си останат тука, секој да си го работи, она велам за што се едуцирал или најдобро го знае и сите ќе бидеме посреќни. Фала уште еднаш, градоначелник. Фала ви баш што гледавте и се гледаме во следно интервју после нова година. Продолжуваме со градоначелниците од Пелагонискиот регион, од некоја друга општина и да ви посакам официјално и од Отава среќна ви нова година. Многу среќа, многу убави желби да ви се остварат и пред се да се сакаме многу. Точно.